Пругата кон Бугарија е актуелна тема во земјава веќе 30 години. Треба да биде долга околу 90 километри. Тоа значи дека по 3 километри годишно да се градеа, за 30 години веќе требаше да биде готова. Ќе поминат ли уште децении додека македонските граѓани дочекаат со воз да патуваат кон источниот сосед? Предвидено е пругата да има 3 делници, од Куманово до Белјаковце, од Белјаковце до Крива Паланка и од Крива Паланка до границата со Бугарија. Се наоѓаме во близина на Куманово, од каде започнува првата траса од железничката пруга во рамки на коридорот 8. Оваа делница е долга околу 30 км и надлежните велат дека се изградени засега околу 90%. Вториот дел од пругата од Белјаковце до Крива Паланка се гради со поспоро темпо. Најголем проблем е третата делница од Крива Паланка до границата со Бугарија долга 24 км, вклучува 22 тунели и 55 мостови или виадукти. Според изготвениот проект од претходната влада треба да чини 560 милиони евра. Последните прогнози беа дека треба да биде готова до 2029 година. Актуелната власт тврди дека се работи за неисплатлив и нецелосно осмислен проект кој завршувал со тунел без излез и дека треба да се чека на ставот на Бугарија дали е подготвена да го догради тунелот од нејзина страна за целосно поврзување. Кај сегашната владеачка гарнитура постоеше и разногласие околу тоа дали овие средства, од кои 350 милиони евра се заеми, може да се пренаменат за пругата кон Грција. Патниците бараат ефикасно железничко спојување со соседите. Па доколку има развиено за настрана и надвор од Македонија, да. А овој период некако почесто користиме низ Македонија. Рано користевме многу почесто. Ја уништија за железницава. Ја работев као кондуктор. Тога имаше 4 курсни коли што одеа наврше за Љубљана. Немаше резервација да дадеме. А Сабајле имаше воз, експресен воз од Атина за Дортмунд. Стварно беа возовите полни. Сега е, видите што е, како ни државата, така и железницата. Во меѓувреме состојбата со железницата во земјата е разочарувачка. Осетно се намалува бројот на патници. За 11 години бројот на превезени патници со железницата драстично опадна. Ако во 2011-та биле превезени 1,5 милиони патници, во 2022-та оваа бројка изнесува 405.000 патници. Во моментов во функција се само 3 домашни линии. На информативните табли на железничката станица во Скопје има распоред за тргнување на возови кон 3 дестинации – Велес, Битола и Гевгелија. Меѓународни линии нема.